Благодарам, Филип. Сега збор му давам на вториот промотор, господин Бранко Секуловски, судија во пријат. Почитувани колешки и колеги, дами и господа, почитувам господин професор Марјановиќ. Дозволете ми на почетокот да изразам својата голема благодарност за доделената чест и привилегија да бидам воведен излагач на денешната промоција по повод второто издание на стручниот труд на професор Марјановиќ. Верувајте, ја доживувам како голема лична сатисфакција. Иако се работи за настан од пред 35 години, овој труд не допушта не побоца во својата актуелност, не само затоа што е напишан како сотија, туку и поради многу сличности и настани кои се уште се случуваат. Обработувајќи една мощна и деликатна тема, авторот и сам станал тема на многу расправи, разни злонамерни критики и партиски прогон во тоа време, со не помала опасност тој прогон да се претвори и во кривичен. За стручниот труд можеме да зборуваме многу, бидејќи секој негов дел отвара многу прашања, меѓу кои најзабележителни се прашањата на стручноста, храброста и човечкото достоинство. Бидејќи времето тоа не ни го дозволува, а јас сум и последен излагач, дозволите ми концизно да ве потсетам на најзначајните делови. Пред се сакам да кажам дека со професор Марјановиќ има водено безброј разговори на стручни и други интелектуални теми, но никогаш не го праша како се случи нему да му биде дадена оваа тешка задача за потребите на Југословенското сдружение за кривично право и криминологија да напише реферат на тема кривично-правната заштита на самоуправното општествено уредување и безбедност на земјата. Дали некој не се нафачал да пишува на оваа мощна значајна тема или доволно го познавале квалитетот на професор Марјановиќ, неговата храброст и способност да напише реферат на една многу осетлива и важна тема и при тоа опстојно да го брани, на вистина не знам. Сепак правната наука му должи благодарност на одлуката на ова здружение, бидејќи по нивната одлука професор Марјановиќ го напиша рефератот изнесен на советувањето во Струга 1983 година, со што се изврши продор во конзервативниот пристап кон кривично-правната наука и го иницира почетокот на реформите во казненото право. Бидејќи стручниот труд првото свое издание го имаше уште во 1995 година, сметам дека на повеќето од вас присутни ви е позната неговата содржина, а со тоа и рефератот на професорот. Оние кои стручниот труд досега не го прочитале, им препорачувам тоа да го сторат после ова второ издание. Настаните прикажани во овој труд може да се поделат воглавно на два дела. Првиот е струшкиот период, односно одржувањето на советувањето и презентирањето на рефератот, а вториот е пострушкиот период, сврзан за настаните во Скопје. Во стручниот труд професор Марјановиќ напише дека струшките случувања не го погодуваат толку колку случувањата во Скопје. Ова поради што во Струга имало многу учесници кои не ги познава, а во Скопје бил со своите. Тие своји се тогашниот состав на наставно-научниот совет на правниот факултет, кој дотогаш ниеден пат не арбитрирал за некој научен труд. Овој пат и тоа било сторено како продолжение на дилемата што ќе правиме со овој човек, која била пренесена од Струга од страна на еден професор на правниот факултет, уморен критичар во Струга, очигледно како доверлив, му било упатено ова прашање со задача случајот да се реши таму каде и потекнува, од каде и потекнува, на правниот факултет. Така токму своите кон професорот ќе ги упатат и најострите копии. На семинарот во Струга најупорни во критиките ќе бидат тогашниот сојузен јавен обвинител, неговите хиерархиски подчинети обвинители, што се разбира, преседателот на Врховниот суд на Војводина, суди на Сојузниот суд, но и еден професор од правниот факултет од Скопје.
Тие критики биле упатени со препорака професорот да го повлече рефератот на советувањето, како не би се изложил на непријатности. Се разбира дека тоа професорот не го направи. Критиките пак од членовите на наставно-научниот совет биле од типот дека рефератот содржал фаталистички детерминизам, клевета за постојање на буржоазија. Претходниот излагач кажа, во тоа време Југославија беше 16-та, окупени мерцедеси, а јас ќе додадам дека во тоа време имаше и 52.000 службени возила, наспрема една сиромашна Шведска, која имаше само 250 службени возила и замислите и програма за нивна рационализација. Критиката и во недопадливата стилистика се разбира во недостаток на други аргументи. Непостојањето на класен пристап во рефератот, а има и многу исклучување на речениците од рефератот со цел да се оправдаат неоснованите критики, истовремено се разбира повикување на квантитативни дисквалификации. Рефератот на професорот и неговото излагање во Струга, како и во Скопје, под влијание на зацртаната агенда што ќе правиме со овој човек, ќе доведе до сомневање за секој негов подоцна напишан збор, дури и обични писма со своји пријатели, пошто неговите дописи со нивно целосно исклучување ќе бидат оквалификувани како сомнителни, а дури и со партиски квалификации за контакти со надворешен непријател, изречени воглавно од тогашниот председател на градската конференција на СКМ Скопје. Не знаејќи што да прават, соучени со вистината дека наводите во рефератот се сосема научно аргументирани и обстојно бранети, а номинарските интервјуа со професорот се сосема отворени и јасни, ќе се бара решение како и во Струга. Професорот сам да не дозволи рефератот да се печати, иако рефератот за потребите на учесниците на семинарот и за членовите на наставно-научниот совет веќе бил испечатен во 350 плюс 100 примераци. Покрај факултетските критики и препораки, повлекувањето на рефератот од страна на професорот ќе биде и партиска сугестија. Бидејќи партиски оклеветен, професорот со писмо ќе се обрати до градската конференција на СКМ Скопје со цел нејзиниот председател, инаку незавршен студент на Скопскиот универзитет, да престане со неговите неосновани напади и клевети. Бидејќи се разбира тоа нема да се случи, професорот пред Основниот суд Скопје 1 против тој партиски председател ќе поднесе кривична тужба за кривично дело клевета, која никогаш нема да добие судска разрешница. Но не може да не се истакне дека професорот од тужбата ќе предложи на тужениот да му се изрече условна осуда со засилен надзор, кој надзор да го спроведе градската конференција на СКМ Скопје. Трошоци по поставката нема да побара, но ќе побара оштета од тогашни 500.000 динари на име на нематеријална штета, но парите да не му се исплатат нему, туку на сметка на Сдруженијата на слепи и глуви. Се разбира дека професорот ќе добие и партиската казна, а тоа е партиската опомена. Сепак до кривичен прогон нема да дојде, само за малку, иако професорот беше спремен и на тоа. Тоа не се случи поради обстојната аргументација на наводите во рефератот, неговата секојдневна се поголема популарност, објавувањето во стручните списанија, како што се Југословенската ревија за кривично право и криминологија, Сенсија Југославика, во многу вестници надвор од Македонија, но не и во вестникот Нова Македонија. Што се однесува пак до Нова Македонија, та не беше присутна и во Струга, иако имаше присутен дописник на семинарот, кој ревносно го пратеше, посебно и рефератот на професорот. Лично сметам до кривичен прогон на професорот не дојде и поради тоа, што за разлика од неговите противници, професорот, како и во сите други случаи, проблемот го интелектуализираше, го фокусираше и гледаше преку призмата на интелектуалната диоптрија, издигнувајќи го на тој начин на онаа висина
која не беше дофатлива за неговите прогонители. Она што паѓа во очи од содржината на стручниот труд е фактот дека и тогаш кај нас, замислете, имало плурализам, но не политички или партиски, туку плурализам на морали и интереси. Плурализмот на моралот се јавува кај две категории на луѓе. Кај оние кои се восхитувале на рефератот и се додворувале на професорот, но не од јавната говорница, туку кулуарски, во лифт, па дури и кога професорот ги миел рацете, и кај оние кои оштро и злонамерно го критикувале, а подоцна на некој начин се покајале. Подоцна во една прилика, во еден разговор со него, тогашниот републички јавен обвинител ми кажа дека при некоја средба со сојузниот јавен обвинител, истиот посакал да се извини на професорот, да се види со професорот и лично да му се извини, но не можел бидејќи тоа му било страв. Кога тоа му го пренесов на професорот, не само што не се спротивстави, туку и се согласи да го прими и да си поразговараат. Во една прилика професорот ми кажа дека на некоја средба му пришол еден од замениците на сојузниот јавен обвинител и сакал да му се извини, што иако професорот него воопшто нити го имал видено, нити слушнато. Тогаш обвинителот му кажал дека на сојузно ниво и тој учествувал во хајката против него и затоа сакал да му се извини. При тој јавниот обвинител коректно на професорот му рекол дека сака да му се извини и покрај тоа што смета дека сепак професорот е виновен. Кога професорот го прашал зошто мисли дека е виновен, обвинителот му одговорил: затоа што сите ние гледаме само пред себе, а вие, професоре, гледате позади брдо. За тоа гледање позади брдо, иако долго размислував дали тоа да го истакнам во оваа пригода, имам едно неверојатно предвидување од страна на професорот, поради што и се одлучив да го кажам. Тогаш професорот на еден од професорите на правниот факултет, доследен критичар на рефератот, ќе му рече дека токму тој ќе биде тој што званично ќе предложи укинување на вербалниот деликт. На што тој професор му одговорил дека тоа нема да се случи. Но се случи по 10 години подоцна, кога тој професор како висок владин функционер званично предложи укинување на вербалниот деликт. Треба ли да ја образлагам интелектуалната видовитост на професорот Маријановиќ? Мислам дека е доволно. Но исто така многу интересен и плурализмот на интересите, кој во конкретниот случај се јавува поради две причини. Едната е кај дел од критизерите со цел да ги задржат веќе освоените академски и партиски позиции, а другата кај другиот дел кој нема така висока положба, но преку критизерство и партиска послушност да заработат некој поен да ги стигнат првите. Почитувани, кога ги истакнуваме заслугите за феноменално напишаниот реферат на професорот, секако дека не смееме во тие заслуги да не го споменеме како што професорот го именува во стручниот труд и домашниот цензор. Секако дека ви е јасно да станува збор за госпоđата професорка Мирјана Маријановиќ, која дала зелено светло за објавување на така напишаниот реферат. Морам да се заблагодарам за вашето присуство и дозволите ми на... Дозволите, професор, како може. Да доврши. Вие може да сакате да ме спречите да кажам оно што го мислам. Па не, ја ќе кажам тогаш уште нешто. Ајде, само... Од професорот нема да барам одобрение, бидејќи тој тоа го направил и рекол и нема право ни оправдување. А од вас, затоа што сега не знам колку вие да го ползваме. Професорот во два наврати ја има пофалено од професорката, толку да во еден наврат на тогашниот председател на Република Македонија му се пофалил дека е многу повреден од него, а тој не сваќајќи во прва рака, што сега да му кажем, му признал, но му рекол: ама знаеш ли зошто?
Кој е по образование твојот личен возач? Па викам, мислам дека е срединиста. Видиш, мојот возач е доктор на науки. Замислите како ја пофалил професорката во својство на возач. Но во една друга прилика, морам самиот малку да се внесам, многу ми е драго што владее една убава атмосфера, пријатна, која ќе продолжи на коктелот. Морам да ви кажам дека професорот во една прилика не ја послуша професорката, но затоа си сносеше консеквенции. Кога влегов во кабинетот на професорот, ми кажа, спремаше колумна за тогашните политики и дел на политиките на тогашниот председател на Република Македонија. Меѓутоа имаше еден дел од текстот, а во главном професорката не му се сложувала, па ме праша за моje мислење. Јас мислев дека текстот треба интегрално и целосно да го објави, се разбира во вестникот Дневник беше тогаш, без да го крати. Бидејќи бевме еден на еден со професорката, професорот одлучи да се одлучи демократски. Првиот што ќе влезе, да го даде своето мислење и така да испане. Влезе еден од нашите професори, тука присутен, и кога му кажа, му даде сугестија тоа да не го објавува, бидејќи сепак се работи за председател на држава. Професорот и кажа, ми се извини, иако не цени, но јас сум бил во мањина, во малцинство, и тој дел од текстот го избриша, на другиот го пушти. Тој текст најде на толку широки полемики, односно беше многу читан во Република Македонија, да во една прилика самиот професор ми кажа, затоа не мора подобрени ова да го кажам, дека шетајќи се низводно, му пришле две господи, посакале да се запознаат, да му се представат, изразувајќи му голема благодарност, но и восхит што се работила за толку храбар човек да можел тоа да го напише, поготово према председателот на Републиката. За да се одбрани професорот им рекол, ајде ве молам, како храбар, па знаете ли јас колку се плашам од женами? При тоа едната госпожа на другата му се завртила и му вика, ти реков тако вие? Почитувани, има уште многу делови од стручниот труд кои треба да се истакнат, бидејќи стручниот труд на професор Мајановиќ представува епохално дело, но за жал, на еден ваков собир, поради протоколарни и конвенционални причини, нема време се и да се каже. Затоа тоа го оставам за некоја друга прилика, пошелувајќи му на професор Маријановиќ, на таа следна прилика, добро здравје и долг живот. На крај, дозволете ми на сите вас да ви се заблагодарам за вашето внимание. Ви благодарам. Не, јас и од овде. Георги имаше обичај да каже дека ние сме еднојајчани близнаци. И навистина 53 години сме во брак. И ќе ми дозволите во негово име да кажам некој збор. Меѓутоа, овој момент исполне со голема возбуда, така што и јас ќе морам да прочитам, за да чуете оно што сакам да го кажам. Верувам дека најголемиот дел од присутните би сакале зборови на благодарност за овој гест на правниот факултет да чујат од својот некогашен професор. За жал, сите оние години во кои тој храбро војуваше, оставија белек врз неговото здравје, така што денес оној многу зборлес професор, како што го знаат некогашните негови студенти, сега е чутолог, што би рекол покојниот Чкалја. Затоа, ќе ми дозволите јас, како негов животен сопатник, да ве поздравам и да упатам изрази на искрена благодарност. Пред се до членовите на сегашниот наставнички совет на правниот факултет, кои едногласно ја донеле одлуката за издавање на стручниот труд, цели 35 години од настанувањето на случајот Маријановиќ, како што се водел во тогашните полициски документи. Благодарност до членовите на тогашниот колектив на правниот факултет, кои не се согласиле Георги да ја напушти професурата
иако такви биле плановите на тогашниот партиски комитет. Голема благодарност му должам на младиот колега Тони Весковски за неговата идеја правниот факултет да биде издавач на оваа сотија, како гест на извинување за грешката што е направена пред 35 години. Едно големо благодарам на денешните промотори, доктор Петрушевски. Самиот кажа дека неброено пати, 50 пати ја прочитал, сигурно знае на памет веќе, сотијата на Ѓорги, и на доктор Беране Секуловски, човекот кој има неверојатна меморија. Беше еден од донаторите на првото издание и со задоволство ја прифати оваа обврска. Сета таа неправда што болно ја проживуваше го нарушија неговото здравје, така што на првата промоција на стручен труд што се одржа за време на сајмот на книгата 95 година, тој не беше присутен. Отаму должиме благодарност на тогашната деканатска управа на правниот факултет, кои одлучија да го финансираат патот до Страсбург, каде што требаше да се направат некои контролни прегледи. Чувствувам задоволство што можам да го поздравам и единствениот жив рецензент на првото издание на оваа сотија, човекот кој заедно со своето семејство бе единствените сведоци на настанувањето на овој труд. Речи се секоја вечер, откако ќе напишеше дел од сотијата, одеше кај Димитрови на заедничко читање. За жал, тогашниот втор рецензент, доктор Мицковиќ, не е меѓу живите. За нас како семејство Марјановиќ, ова е голем ден. Убавите зборови семејството обично ги слуша за време на комеморација. Отаму, особено сум благодарна што овој убав настан се случува сега, дури Ѓорги е жив, иако болеста го направи молчалив. Убаво е што неговите синови, кои во тоа време беа малолетни и беа поштедени од непријатностите низ кои минуваше Ѓорги, и јас, имаат прилика овие убави зборови за својот татко да ги чуваат дури е тој жив. Неговите некогашни студенти сигурно го паметат по многу нешта. Тој беше професор заљубен во својот позив, кој умееше да направи интересни предавања од една тешка научна дисциплина. Но јас морам да ви откриам една друга негова особина. По природа беше многу чувствителна личност и внимаваше без посебна причина да не навреди некога. Оние што ја прочитале или допрва ќе ја читаат сотијата, ќе дознаат, доколку тоа не го знаеле, дека тој е посвоено дете. Но љубовта и грижата кон своите посвоители, кои мислеа дека ова вистина само тие ја знаат, не му дозволија да ја објави оваа книга, се дури тие беа живи, бидејќи во првата глава од сотијата тој дава некои основни податоци за себе. Во тоа време, иако речиси цело Куманово, од каде што потекнува, го знаело тоа, тој беше внимателен и не сакаше тоа да се дознае од него. Оттаму првото издание, иако текстот на стручен труд е пишуван во време кога се случи тоа прочуено советување на кривичарите во Струга, значи 84 година, се јавува дури во 95 година, по смртта на неговите посвоители. Деновиве се потсетив на времето во кое настануваше книгата. Ние како семејство, како да бевме бележани. Многу наши пријатели кои инаку често не посетуваа, тогаш не ни доаѓаа во посета. Се сеќавам на еден момент, кога покојниот Јане Милјовски не беше посетил, откако седна во дневната соба, првен го разгледуваше плафонот, за да провери дали сме озвучени. Се надевам и сакам да верувам дека тоа време е зад нас и дека и денес, иако многу луѓе се онеправдани, ќе се изнајде сила да се смали бројот на тие неправди и дека ќе стане едно поправедно општество во кое ќе живеат нашите деца, што беше голема желба на Ѓорги. На крајот едно големо благодарам на сите што денес дојдоа на оваа промоција и овој ден го направија така свечен. Ви благодарам.